Без соодветна едукација нема надеж да се изгради силна еколошка свест кај младите. Затоа децата уште од мали треба да се запознаваат со правилното селектирање на отпадот и потенцијалите што тој ги има за рециклирање, но и штетите доколку несоодветно се одложува и складира, велат струмичките еколошки здруженија. За таа цел здруженијето Екотур Логистик почна едукација за учениците во основните училишта во Струмичко, каде поделија и канти за селектирање на 3 вида отпад. Селектираниот отпад понатаму не е само отпад, може да влезе во процесот на рециклажа, па да се добијат повторно некои производи кои ќе се употребуваат повеќе. На тој начин и директно ќе го намалиме количеството на отпадни материи. Знаеме дека ако имаме едуцирани деца како да се справат со селекцијата на отпадот, понатаму со тие здрави навики ние ќе имаме луѓе кои што ќе знаат да се грижат за животната средина и сме задоволни од тоа како децата тоа го учат, ама пак ќе повторам, значи за да се стекне навиката треба да се контролираат децата. Значи тоа да не биде само денес, постојано да се исконтролира децата, да се потсетуваат дека постојано треба да го селектираат отпадот, не само денес, за да и влезе тоа во навик. Сега, велите дека знаат, информирани се, знаат да селектираат, меѓутоа, што е тоа што недостасува и колку преку ваквите проекти можеме да придонесеме за да се потикне целокупната јавна свест и дали е тоа што ни фали? Инфраструктура, каде се институциите во сето ова, бидејќи ваквите проекти се добра основа, меѓутоа, колку се добри за на подолги патеки? Секако дека тоа не е конечно решение, но е некако важен почеток. Од тука децата се научува да селектираат. По наше сознание, кога директно разговаравме со самите нив, разбравме дека во нивните домаќинства дома тие немаат соодветни канти за селекција. Значи имаат една канта каде што го фрлаат целиот отпад. Преметаров од Екотур Логистик вели дека како здружение се на располагање на локалните институции, особено на училиштата за повремени, но и редовни обуки, со цел да се стекнат правилни и корисни навики за селекција на отпадот. Децата ќе бидат коректори на нивните родители дома. Ако родителите тоа не се го правиле од никогаш или ретки се случаите кои родители го прават тоа, значи самите нивни деца, ако дома имаат дополнителна канта за селекција, ќе ги потсетуваат родителите дека треба тоа да го направат. Уште еднаш би ја искористил таа прилика. За време на овој проект ние од нашето здружение направивме кратка прошетка по атарот на село Муртино и Коклиш и видовме дека на место има диви депонии. Тие диви депонии повремено се чистат од комуналните предпријатија, но многу лесно повторно се загадуваат. Значи и на нив треба да и се најде некое долготрајно решение. Долготрајно решение значи треба да седнат на заедничка маса представници на комуналните предпријатија и представници на жителите на овие населени места и заеднички да дојдат до предлог решение како тоа да се реши. Дали соодветна специјална површина каде што ќе биде оградена, каде што ќе биде обезбедена да се одложува тој отпад, а комуналните предпријатија да се изградат систем како тоа начинно да го собираат, како да посебно место да има основна селекција, па со нивна организација тој првично селектиран отпад да знаат како да го обработат и соодветно да го одложат. Слични активности за селекција почна и Струмичкото комунално предпријатие, кое делеше канти на граѓаните за селектирање на отпадот.